За Македонија остануваат спуштени рампите за патување во земјите на Европската Унија, а со тоа, неверојатно остануваме непожелни и во Грција. Официјално падна одлуката на Советот на Европската Унија каде се истакнува дека Македонија не ги исполнува епидемиолошките критериуми со алармантната бројка на новозаболени и починати од COVID-19. За кој ќе го има последниот збор за влез на македонците во Грција, прашавме во македонското МНР. Оттаму не препратија во грчката амбасада, а според македонските дописници во Грција, последниот збор ќе го има Европската Унија. Добро дојдени во европските земји од Балканот ќе бидат само србите и црногорците. Меѓу нив се Алжир, Австралија, Канада, Грузија, Јапонија, Мароко, Нов Зеланд, Руанда, Јужна Кореја, Тајланд, Тунис, Уругвај и Кина. Идејата за отворањето на границите со Грција без рестрикција, односно без корона тест и изолација на граѓаните не им се допаѓа, а за студениот туш од Брисел за забрането патување во Европската Унија, прстот го вперуваат во надлежните. Не, никако. И на младите не му препорачувам никако. Сега е многу ризично и кај нас и кај нив, насекаде е ризично. Само кажуваат, а ништо не кажуваат. Луѓето остануваат у граници. Па гледате сами дека остануваат у граници луѓето. Остануваат. Европа не ги отвара границите. Па не ги отвара, пошто виж како е човек болест, корона, се плашат и тие се плашат. Не, за сега не би одел, зашто само што се врати. Ја би сакал да може, меѓутоа ситуацијата е многу тешка. Да бидеме објективни и ради мерки на предпазливост, не знам каква ќе биде ситуација. Па и би требало да бидат затворени, додека не се контролираме тука. Нема никаде да се оди во Македонија. Ништо не е поправено, ништо не е доградено, ништо не е... Ке одиш, ке се разочараш било каде да одиш, ке гледаш прашини, ке гледаш никаде зеленило нема. Сите одбиени држави следната шанса ќе ја имаат за 2 недели кога ќе се ажурира листата, а до кога земјите ќе мора да ја подобрат епидемиолошката слика. Во меѓувреме, Келн, Бремен, Ларнака, Стокхолм се првите дестинации до кои утре ќе се лета од Скопскиот аеродром. По 3 месеци пауза утре аеродромите во земјава ќе ги отворат вратите. Првите авиони од Скопје ќе полетаат во 6 часот наутро, а првите патници кои ќе пристигнат во земјата ќе бидат од Истанбул.